Благодарам, председателке, почитувани советници, почитуван градоначалник. Мисля да се јавам после усвојувањето на дневниот ред, не мислам дека сега е во ред да го кажам ова. Ова е многу обемна седница со 45 точки. Ни требаше 20 минути само да го прочитаме дневниот ред. Ако секоја точка ни трае просек по 15 минути, имаме 12 часа расправа, без паузи, без никакви прекиди. Мислам дека не е нормално 12 часа тука да седиме и да работиме, кога знаеме дека барем може би и 100% од советниците доаѓаат негде од работа, веќе се работеле до 10 часот и продолжуваме тука пак на работа. Не е фер да правиме седмици маратонски и да брзаме да ги завршиме, не разгледувајќи ги материјалите доволно. Тука ги гледам сите материјали пред општинскиот представник. Мислам дека ова не може да се прочита за 3 дена, ако го читаме цело, а не ние да го изработиме тука за 1 ден. И имам конкретен предлог, мислам дека треба сите координатори на советничките групи да се собереме на еден состанок и да се договориме колку ќе трајат седниците. Значи не можеме ние да правиме маратонски седници и после 8 или 10 часа половината од советниците не се способни за работа или си одат од седница, јас го правам тоа бидејќи стварно не можам да издржам, и да поминуваат точките вака, без расправа, без никакви корекции. Или да ја ограничиме седницата на некое работно време, кое е долично за нас сите тука, или да правиме по неколку седници во месец. Мислам дека народот не избра да работиме, а не само да ги поминуваме овие материјали, не може да се исчитат, а не да се изработат на една седница. И ово сакам да влезе во записник, да влезе и наредната седница да имаме координативен состанок и да се договориме околу колку може да траат седници и колку сме ние способни да ги изработиме овие материјали во една седница. Нека бидат во една седница, ама да биде одредено времето 2, 3, 5 часа или 10 часа и после тоа да продолжиме друг ден. Благодарам. Благодарам. Кон ова јас би додала да согласна сум пред почетокот на следната седница која ќе биде на Советот на општина Гевгелија да имаме координативен состанок со координаторите на советничките групи од една страна, од друга страна апелирам повторно до вас, до сите нас, членови на Советот на општина Гевгелија, да бидеме конструктивни, продуктивни, да се држиме кон точките на дневен ред и да го зачуваме и дигнитетот и достоинството на она што се вика членови на Совет, на она што се вика Совет на општина Гевгелија од една страна, а од друга страна и на граѓаните на општина Гевгелија, затоа што ние сме тука заради нив и ние сме исправни нив да ги представуваме тука во максимално достоинствен начин на елаборирање на точките, без пуштање во непотребни дискусии кои го одземаат времето на нас, на представниците на институциите и на граѓаните кои ги следат седници. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор по точките на дневен ред? Доколку не се јавува никој, го ставам предложениот дневен ред на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека дневниот ред е усвоен со едногласно со 18 гласа за. Минуваме на работа по усвоениот дневен ред. Предлагам точката по подреден број 43, предлог одлука за отпис на инвентар, опрема и информатичка опрема во собственост на општина Гевгелија како составен дел од буџетските точки, да се разгледува како точка подреден број 4. Потоа точките по старо нумерирање 1, 2, 3 и 4 да се разгледуваат заеднички, да се гласат поединечно. Точките 11, 12 и 13 да се разгледуваат заеднички, а да се гласат поединечно. Точките 14 и 15 заедно. Точките 16, 17, 18, 19 и 21 заедно. Потоа точките 22 и 23. Потоа точките 24 и 25. Точките 28, 29 и 30, потоа точките 31, 32 и 33, потоа точките 34, 35 и 36, потоа точките 37, 38 и 39, сите овие да се разгледуваат како што беа наброени заеднички, а да се гласат поединечно. Продолжуваме со работа од дневниот ред.
Точка 1, прва на дневен ред. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за работењето на општина Гевгелија во 2025 година. Отварам претрес по предлог заклучокот со извештај од комисии. Бидејќи представник од општинската администрација е присутен, и даваме збор на неа или прво градоначалник општина Повелев. Добар ден на сите, почитувани, со оглед на тоа што точките 1, 2 и 3 се со идентичен материјал, ќе ги образложам заедно. За кварталниот извештај, односно од скупно проектираниот буџет на општина Гевгелија за 2025 година на 874 милиони, реализирани се вкупно приходи во износ од 832 милиони, или 95,18%. Вкупно реализираните приходи и расходи на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година за периодот од 1.1 до 31.12 се прикажени во К1 образецот. Овде имаме приходи на основниот буџет, тие се во износ од 453 милиони и плюс приходи во износ од 52 милиони кои што се за пренос во наредната година. Од нив, од вкупно проектираните 465, каде имаме реализирано 97,37% реализација. Приходи од дотации имаме реализирано 355 милиони или 96,89% од планираните 366 милиони. Приходи од донации во износ од 10 милиони од планираните 21 милион. Приходи од самофинансирачки активности на буџетските корисници имаме реализација од 13 милиони од скупно планираните 20 милиони. Структурата на скупно реализираните приходи на буџетот на општина Гевгелија за периодот од 1 до 31.12 во износ од 832 милиони, по група на расходи е следна: даночни приходи од 260 милиони, неданочни приходи 16 милиони, капитални приходи 27 милиони, трансфери и донации 527 милиони. Структурата на реализираните приходи во основниот буџет на општина Гевгелија за периодот од 1.1 до 31.12 кои се во износ од приходи 27 милиони и трансфери и донации од 161 милиони. Според кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Гевгелија за периодот од 1.1 до 31.12 реализирани се вкупно расходи во висина од 821 милион, од кои 603 се текувно оперативни, а 217 капитални расходи. На основниот буџет 453 милиони или 55,21%, расходи на буџет на дотации 344 милиони, расходи на самофинансирачки активности од 13 милиони и расходи на буџет на донации од 10 милиони. Структурата на вкупно реализираните расходи во кварталниот извештај на буџетот на општина Гевгелија за период од 1.1 до 31.12 по група на расходи е следна: за плати на доместеци 362 милиони, резерви и недефинирани расходи 754 илјади денари, стоки и услуги од 114 милиони, каматни плаќања 4 милиони, субвенции и трансфери 78 милиони, капитални расходи 217 милиони и отплата на главница од 12 милиони. Според кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Гевгелија за периодот од 1.1 до 31.12 за 2025 година реализирани се расходи во основниот буџет во износ од 453 милиони, од кои 247 милиони
или 54,55 се тековно оперативни расходи, а 206 милиони или 45,45% се капитални расходи. Структурата на реализираните расходи на основниот буџет во износ од 453 милиони, прикажани во кварталниот извештај на буџетот на општина Гевгелија, по група на расходи е следна: за плати и надоместоци 66 милиони или 14,71%, резерви и недефинирани расходи 754 илјади или 0,17%, стоки и услуги 90 милиони или 19,89%, капитални плаќања од 4 милиони или 0,92%, субвенции и трансфери 73 милиони или 16,17% и капитални расходи од 206 милиони или 45,45% и отплата на главница од 12 милиони или 2,69%. Во К2 образецот од кварталниот извештај за достасени неизмирани обврски на општина Гевгелија, прикажани се обврските за добиени фактури и ситуации кои не се исплатени до 31.12.2025 година и се во вкупен износ од 54 милиони. Исто така во овој квартален извештај, во образецот К3, квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните предпријатија основани од општините за периодот од 1.1 до 31.12.2025 година, прикажано е задолжувањето на општина Гевгелија и задолжувањето на јавното предпријатие Комуналец. Во врска со завршната сметка, врз основа на член 33 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, Советот на општината ја донесува завршната сметка на буџетот на општината најдоцна до 15 март во тековната година и ја доставува до Министерството за финансии најдоцна до 31 март во тековната година. Завршната сметка на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година е изработена во единствена форма, представена со општи посебен дел. Во општиот дел се прикажани приходите и расходите согласно правилникот за класификација на приходи и правилникот за класификација на расходи, за планирани и реализирани приходи и расходи по ставки во тековната година. Во посебниот дел на завршната сметка на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година прикажани се приходите и расходите по програми, подпрограми и ставки и во фискалната табела на за буџетот на општина Гевгелија за 2025 година прикажани се вкупните редовни приходи во износ од 832 милиони и расходи од 821 милион, каде имаме суфицит од 11 милиони. Вкупно реализираните приходи на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година во вкупниот буџет изнесуваат во проценти 95,18%. Структурата на вкупно реализираните приходи по група на приходи во споредба со планираните е следна: даночни приходи 260 милиони или реализација од 133%, неданочни приходи 16 милиони или 63,35%, капитални приходи од 27 милиони или 97% и трансфери и донации од 527 милиони или 84,53%. Приходите на основниот буџет се реализирани во висина од 453 милиони или 97,37% од планираните 465 милиони. Структурата на вкупно реализираните приходи по група на приходи во споредба со планираните кај основниот буџет е следна: даночни приходи од 260 милиони, неданочни приходи 3 милиони, капитални приходи 27 милиони и трансфери и донации од 161 милион. Приходите на буџетот на дотации за корисниците од образование, култура, детска заштита и противпожарна дејност се реализирани во висина од 355 милиони или 96,89% од планираните 366 милиони. Приходите на буџетот на самофинансирачките активности се реализирани во висина од 13 милиони или 64,11% од планираните 20 милиони и приходите на буџетот на донации се реализирани во висина од 10 милиони или 48,40% од планираните 21 милиони.
Вкупните побарувања за ненаплатени приходи на општина Гевгелија со состојба на ден на 31.12 изнесуваат 98 милиони, се однесуваат за следните видови на приходи: ненаплатени приходи за надомест за бесправно изградени објекти од 3 милиони денари, ненаплатени приходи за надомест за поставување урбана опрема од 792.000, ненаплатени приходи за комунална такса за користење на јавен простор за правни лица 4 милиони денари, ненаплатени приходи за комунална такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места, билборди од 110.000 денари, ненаплатени приходи за комунална такса за користење на плоштади 30.000 денари, ненаплатени приходи за надомест за уредување на градежно земјиште 13 милиони, побарување за надоместок за закуп од 4 милиони, побарување на данок на имот на физички лица 22 милиони, побарување за данок на имот на правни лица 18 милиони, побарување за комунална такса за истакнување на фирми од правни лица и самостојни вршители на дејност 28 милиони, побарување за данок на промет од физички и правни лица 202.000 денари, побарување за данок на наследство и подарок од 1 милион и камата за данок на наследство и подарок за физички и правни лица од 263.000 денари. Вкупно реализираните расходи на буџетот на општина Гевгелија изнесуваат 93,91%, односно реализирани се 821 милион од планираните 874 милиони. Во билансот на расходи за завршната сметка на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година по група на расходи согласно правилникот за класификација на расходи од вкупно реализираните 821 милион го има следното учество: заплати и надоместоци 362 милиони, резерви и недефинирани расходи 754.000, стоки и услуги 144 милиони, каматни плаќања од 4 милиони, субвенции и трансфери 78 милиони, капитални расходи 217 милиони и отплата на главница 12 милиони. Кај основниот буџет имаме реализација од 453 милиони од вкупно планираните 465 или во проценти 97,37%, кој по група на расходи е следна: заплати и надоместоци 66 милиони или 14,71%, резерви и недефинирани расходи 754.000 или 0,17%, стоки и услуги 90 милиони или 19,89% и каматни плаќања 4 милиони или 0,92%. Кај субвенции и трансфери имаме реализација од 73 милиони со 16,17%, капитални расходи реализација од 206 милиони или 45,45% и отплата на главница од 12 милиони или 2,69%. Реализираните капитални расходи на основниот буџет прикажани во завршната сметка на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година во висина од 206 милиони, во споредба со планираните 215 милиони, учествуваат со 95,43%. Со тоа се задржува развојната компонента и вкупните расходи во завршната сметка за 2025 година, каде капиталните расходи учествуваат со реализација од 217 милиони во споредба со планираните 243 милиони. Реализираните расходи кај буџетот на дотации на општина Гевгелија во висина од 344 милиони ја има следната структура на наменски расходи: плати и надоместоци 295 милиони, стоки и услуги 37 милиони, субвенции и трансфери 4 милиони, капитални расходи 6 милиони. Кај буџетот на самофинансирачките активности, кој е во висина од 13 милиони, ја има следната структура на наменски расходи: плати и надоместоци 153.000, стоки и услуги 11 милиони, субвенции и трансфери 1 милион и капитални расходи 95.000. Во буџетот на донации во висина од 10 милиони ја има следната структура на наменски расходи:
за стоки и услуги 5 милиони, субвенции и трансфери 145.000 и капитални расходи 4 милиони. Обврската со добиени, а не исплатени фактури и ситуации на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година со состојба на ден 31.12 изнесува 54 милиони 363.244 денари. Во образложението за отписот можам да кажам дека се врши отпис на противпожарни апарати и инвентар кој има сегашна вредност 0. Исто така ви е доставен и извештајот од пописната комисија. Доколку за пописот имате прашања, ве замолувам тоа да биде писмено до пописната комисија, со што ќе добиете писмен одговор. Благодарам. Благодарам. Само едно прашање. Е статус и точка 4, затоа што во воведното обраќање кажавте дека за точка 1.23 образложите и точка 4. Додавам слово на образованата. Почитувани советници, од нас се дели завршната сметка на општина Гевгелија за 2025 година. Реализацијата на вкупниот буџет на локалната самоуправа за 2025 година на приходната страна е 832 милиони денари, 166.000 или околу 95,18%, а на расходната страна имаме 827 милиона 033.977 денари или околу 93,91%. Основниот буџет од кој зависи реализацијата на проектите и развојот на општината годинава, значи 2025 година, има реализација на приходната страна 453 милиони денари, 262.087 кои се реализирани и плюс 52 милиони денари, 484 и 429 денари кои што се пренесуваат во 2026 година и тоа доаѓа некаде околу 108% од планираните, а на расходната страна имаме реализација од 453 милиони денари, 262.087% или на расходната страна имаме реализација од 97,37%. 2025 година Гевгелија е една од 4 општини во Македонија, заедно со општина Кралево и Гевгелија, со над 95% реализација на буџетот, а Гевгелија, општина Гевгелија и општина не се две општини кои во континуитет во изминатите 3 години остваруваат реализација на 95%. Ќе се кажам накратко на приходната и расходната страна, наравно која слободна консумација да кажаме за намалување на намалувањето, значи на приходната страна во 2025 година имаме зголемени приходи и тоа доаѓа како резултат прво на зголемените приходи од уредување на градежно земјиште, значи тука имаме зголемување од 75 милиони денари, минатата година сме имале приходи околу 38 милиони денари на оваа ставка, а оваа година околу 113 милиони денари, тој како резултат на приходите остварени од комуналиите за трговскиот центар на близо до градот Гевгелија и останатите градби во нашата општина. Зголемување имаме и по однос на приходите од ДДВ од државата, значи тука имаме плюс 36 милиони денари, минатата година приходите биле околу 60 милиони денари, оваа година околу 96 милиони денари, тој како резултат на остварените перформанси, добрата реализација, кој што во април месец ги започнува да ги реализира Министерството за финансии кон општините кои што во изминатите години имаат добра реализација. Зголемување на приходната страна имаме и од средствата од проектите од владата, кои се за 2025 година некаде околу 42 милиони денари. Зголемување имаме и по остав на данок на имот, околу 14 милиони денари.
а единствено во споредба со 2024 година, значи имаме намалување на ставката продажба на земјиште. Минатата година сме имале овде приходи од 81 милион денар, оваа година околу 27 милиони денари, или некаде по оваа ставка се остварени помалку приходи од 54 милиони денари. Во однос на расходната страна, каде што имаме зголемување околу 150 милиони денари, тука главна разликата е во ставката капитални расходи, каде што оваа година имаме рекордна реализација од 45% од купниот реализиран основен буџет. Значи во ставките градежни објекти и други градежни објекти имаме зголемување од 117 милиони денари. Исто така, годинава имаме во однос на зголемување на ставката за плати и на доместоци, со оглед на тоа што се зголеми платата на администрацијата во општина Гергелија. Тука имаме зголемување од 10 милиони, а имаме зголемување на ставката комунални услуги, грејење, електрична енергија. Овде имаме зголемување негде околу 9 милиони денари, се должи добар дел на сметките за електрична енергија. Во останатите ставки сите инвентар, поправка, договорни услуги, генерално расходите се исти како и минатата година. Општина Гергелија редовно ги сервисира тековите обврските, редовно ги сервисира обврските по кредитите. Се надевам дека и оваа година ќе продолжиме со добра реализација на буџетот, што ќе ни овозможи да го реализираме она што ни е планирано и што ни е предвидено во буџетот за 2025 година. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Отварам претрес по точките 1, 2, 3 и 4. Дали некој се јави за збор? Сивова, повелете. Благодарам, председателке. Почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани колеги советници, представници на општинската администрација, медиуми, почитувана гергелиска јавност, добар ден. За точката број 1, на комисиите во средата укажавме на грешките и тоа бек потенцирав на страна 4, 8, 9 и 15. Во текот на вчерашниот ден добивме корекција на истите, но корекциите се само делови. Ќе ви кажам зошто. Ако може само камера да се регистрира. Тоа е едната страна. Значи вака. На страна 17, каде што се програмите на општина Гергелија, планирани и реализирани за 2025 година, корекции на укажаното има, но корекции на некои ставки, програми и подпрограми нема. Значи вака. Програмата е 0, општинска администрација, и во завршната сметка стои 113 милиона 816.992, овде е 993, ајде ќе кажам за еден денар може би е печатна грешка, ама тоа беше и во минатото, и во средата кога укажав на тој пропуст. Програмата ЈИ, системи за одведување и прочестување, планираното е точно. Реализираното во самата завршна сметка
Ако може и ова камера да го регистрира. Во самата завршна сметка вика реализација 5.675.019 денари, а овдека стои 4.675.019 денари. Програмата J0, други комунални услуги, планираното е точно, арно ама во завршната сметка стои реализација 0 денари. А во материјалите што ми се на увид стои дека планирано има во 1 милион денари и реализација има 1 милион денари. Програмата подпрограма ЈЛД, изградба на мултинаменски комплекс Милци, овде стои планирано 1 милион денари и реализација 1 милион денари, а во завршната сметка такво нешто не постои. Ако може и ова. Планирано 1 милион денари и реализација 1 милион денари е податок од 2024, а ние го развидуваме и извештајот за 2025 година. И друго, како што се прикажани сумите на планираното, вкупното, кога ќе ги собереме, вкупното е 466.482.425 денари, а треба 465.482.424. Реализираното, како што е овдека представено во материјалите што ги добивме, вкупното е 454.262.087, а треба 453.262.087. Почитувана и друго, на страна 9, споредба реализирани и планирани приходи и на комисиите укажав дека погрешни се индексите на реализација во табелата реализирано планирано. Почитувана председателке, почитуван градоначалник, значи сите овие воочени неправилности ги давам на увид. Како координатор на советничката група барам пауза да тоа се коригира, затоа што не можеме да разгледуваме и усвојуваме неправилни документи. Повелите. Благодарам. Завршихте ли со вашето излагање? Сега. Благодарам. Ќе дадам збор прво на представничката на Техничката администрација. Повелете. Ние во континуитет така сакаме да воочуваме грешки каде нема грешки. Од таа причина јас сега ќе ви го дадам реализацијата на изводот од последниот ден каде се гледаат сите програми. Значи едно е кога ги гледате подставките и подпрограмите, каде не можете очигледно да се снајдете, затоа што не зборуваме на исти јазик. При изготвување на налозите не плаќаме по подпрограми, си плаќаме по програми. Разгледате го и претходно ви кажав, ние сме отворени за објаснување кога има нешто нејасно кај вас, очигледно имам. Ќе го разгледате, ќе ви стане јасно за што се работи, дали се податоците точни или не. Друго ќе кажам, значи во една споредба ќе направам. Во 2020 година, кога буџетот беше 188 милиони, и имаше некоја реализација од 80%, и денес, кога буџетот е 465 милиони и има скоро 98% реализација, кога работевме во услови кога и немаше ни трезорска канцеларија во општина Гевгелија, успеавме да ја направиме реализацијата. Со вашите дискусии јас забележувам
односно добивам впечаток како воопшто да ви смети реализацијата. И друго ќе кажам, значи, мило ми е што го задржуваме вашето внимание, посебно за точките во делот на финансии. Убаво, прецизно ги гледате. Меѓутоа, нашите податоци ги проверува Министерството за финансии. Реагираме по нивните заклучоци и ако има место за корекции. И едноставно имаме кој да не провери на повисоко ниво, ама не се тие проверки за точки и за заперки, а тоа што сте целосно фокусирани на точките од делот на финансии, ги оставате незабележани некои други точки, едноставно не им давате значење на останатите, па така ви поминуваат, тоа е грешка од ваша страна, а не ова. Ова ќе ви го оставам да си го земете. Повелете дополнително прашање кон процедурално повеле. Процедурално има. Благодарам, председателке. Како што кажавте на воведот во оваа седница да го задржиме дигнитетот на советниците на советите и на граѓаните на општина Гергелија, така ви молам во иднина да обрнете внимание на одговорите од вработените од администрацијата, бидејќи во незиниот одговор кон колешката еспринте сарказам, цинизам, правеше политичка споредба со буџетот 2020 година што не е тема на дневен ред и како да сакаше нешто да ја замолчи колешката во незините прашања. Значи, обрнете внимание на тоа, доколку има одговор точен на прашањето, нека одговори, доколку нема, нека не одговори. Не да влегува во претходни години како било што било буџетот или точки заперки тука да сколнува. Благодарам, Петров. Представникот на општинската администрација одговори на прашањето на колешката Силва, која се јавува за дополнителни прашања кон представител. Почитувам представник на општинската администрација. Воопшто немам намера да влегувам во конфликт со вас. Немам ништо лично, но како избрани од граѓаните на општина Гергелија, да ги штитат интересите на општината. Значи, ние сме избрани и именувани од граѓаните на општина Гергелија. Вие сте избрана и именувана од градоначалникот на општина Гергелија. Значи, не од граѓаните, за да ја обавувате функцијата што ја обавувате. Да ми укажувате дека немам појма да ви давам нови неточни податоци. Значи, и на председателката и ги дадов копија од документите што ги има. Проверете ги, да молам. Значи, барам пауза, сето тоа што го реков, стојам за секој збор. Овдека не се работи за точки и заперки. Се работи за сум. Се работи посебно на страна 18, изградба на мултинаменски комплекс Милци. Стои милион денари планирано, милион денари реализирано, тоа во 2025 година го немаше. А овдека стои како податок. Значи, не зборувам на памет и да, фокусирана сум на финансовото оделение за тоа што се работи за пари на нашите граѓани. И кога зборуваме за финанси, не зборуваме за симпатии или несимпатии према член или извршител на функцијата во финансовото оделение. Зборуваме за материјалите што ни доаѓаат на седница. Значи, гледаме материјали што ни доаѓаат на седница. Ако не гледаме исти материјали, тогаш не знам што да ви кажам. И минатата година се случи исто. Рековте дека Министерството така вака,
Минатата година имаше точен збир на неточни податоци во записникот од минатата година и за завршната сметка стоеше дека советничката група на СДСМ не гласа. Не гласа. Тоа стои во записникот од минатата година. Тука се и општинската администрација. Може би требаше да го земам записникот и да ви го дадам на увид дека баш за тоа, значи советничката група на СДСМ не гласа за точен збир на неточни податоци. И сега, ако не свикате председателке пауза да сето ова што го реков се провери, советничката група на СДСМ ќе ја напушти седницата за овие точки, нема да биде соучесник во разгледување и усвојување на неисправни званични документи. Дигнитетот на Советот го сведовте на нула. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Представничката на општинската администрација. Советнички, јас убаво ви кажав, значи податоците се со реализацијата. Податоците се објавени на Министерството за финансии. Се што е направено е транспарентно, секоја уплата и исплата и било што се на отворени финансии. Значи нема простор за вакви дискусии. Затоа ви го давам на увид последната реализација, проверете. Ги мешате програмите со подпрограмите. Кога има програма, вонатре се влезани сите подпрограми. Затоа не ви е јасен делот со подпрограмите и реализацијата. Од таа причина ви кажувам, ние стоиме на располагање. Повелете, значи ова не е тема на дискусија на седница на Совет. Доколку имате нешто нејасно, затоа се и комисиите. Отворени сме за соработка. Било кој советник се случувало, нешто не. Дојдете, ќе провериме, ќе видиме, ќе разјасниме. Не е начин на ваква дискусија и на ваков начин ние сега овде на седница на Совет да ги разгледуваме програмите и подпрограмите и плаќањето. Тоа е заклучено со последниот извод, затоа ви го давам да видите дека бројките и реализацијата е таа. Не ги измислуваме ние. Ниту пак можеме да исплатиме нешто каде што немаме планирано. Значи не е возможно, затоа го правиме и ребалансот, да дополниме каде што има потреба. Не е можно да се направи исплата за нешто што нема наставка и нема планирано. Не знам како поинаку да ви дооловам дека не е така како што мислите. Затоа сме отворени. Повелете, ќе разјасниме се и тоа што не ви е јасно и тоа што не знам. Благодарам. Дополнително прашање кон представничката. А Петров, само процедурално ли ви беше вашето? Пошто ви да заврши. Почитувана. Значи, ќе ве замолам да престанете со тоа, дали некој разбира или не разбира. Значи, јас имам 40 годишно работно искуство, пензионер сум со 40 годишно работно искуство како административец, посебно во план и анализа, статистика и книговодство. За документи, уште на прв поглед, кога ќе ги погледнам, можам да воочам грешка. Ви стојам на располагање секој пат материјалите пред да дојдат на седница на Совет да ви помогнам за да ги разгледате. Не може, значи не може на страна 18 да стои дека изградба на мултинаменски комплекс Милци има планирано милион денари и реализација милион денари. Зборуваме за извештај за 2025 година. Тоа беше во 2024 година. Можете да се смеете колку што сакате. И, значи, од математика, можам да ви кажам дека бев и на надпревари по математика. Математиката ми е јака страна. Вкупно на сите овие ставки што овдека ви се наведени во табела 17, уште еднаш ќе ја подигнам. Вкупно на прикажаните податоци што се таму, износот вие 466.482.425, а треба, и како што стои понатаму во документите, 465.482.424, тоа е за планираното, а збирот на вашите прикажани податоци
е 454 милиона 206.087, а треба 453 милиона 206.087. Можете да пробате да релативизирате колку што сакате, ама факти се ова. Пред фактите и боговите молчи. Ако председателката не побара пауза да сето ова што го наведов се провери, советничката група на СДСМ ќе напушти седница. Благодарам. Благодарам. Петро, постановите за збор, побегу. Ви благодарам, почитувана председателка, почитувана представници на општинската администрација, почитувани колеги советници. Јас имав некои прашања до градоначалникот, но тој само што излезе, сега еве ќе ги поставам овде по одговорница. Јас ќе прашам врска со побарувањата што се наведени на општина Гевгелија и нешто за долговите. Сега, симптоматично беше овокупните побарувања на општина Гевгелија, ненаплатени приходи, околу 98 милиони денари. Тоа е околу 1,6 милиони евра. Или, да кажеме, околу 23% од основниот буџет на општината. Што сметам дека тоа е превисока цифра за ненаплатени побарувања на општина Гевгелија. Па прашањето ми беше дали ќе добиеме некоја детална информација конто овие побарувања од кога датираат, да видиме кои се тие правни лица кои што акумулирале толку голем долг, дали има, како што таму е напишано, комисијата предлага да се преземат сите законски мерки за наплата на овие побарувања, дали имаме можност да ги наплатиме овие побарувања. Мене јасно ми е дека не можеме да бидеме со 0 денари побарувања, тоа е активна жива материја и ќе ги има, но да не дојдеме во ситуација да закажуваме седница на совет, кај што ќе треба да вршиме отпис на некои побарувања, бидејќи градоначалникот навреме не ги презелал сите законски мерки за наплата на овие побарувања. Тоа ми беше мене прашањето. А во делот за долговите, како што кажете, 54 милиони денари, тоа сигурно е без кредитите, да, што сметам дека не е висока сума и, како што кажете, дека редовно општина да ги сервисира долговите, но во делот на побарувањата, таму е мојата грижа повеќе. Благодарам. Благодарам. Дали представничката на администрација ќе ви даде одговор? Може? Добре. Повелете. Почитувани, ние и во минатите години праќаме присилни наплати, односно како тече законската регулатива. После доставувањето на решенијата се доставуваат опомени. На крај пристапуваме кон присилна наплата, со тоа што на тие побарувања кои можеме да ги наплатиме, ги наплатуваме со присилната наплата во крајен случај, а дел од побарувањата има побарувања кои во меѓувреме се или се во ликвидација и стечај и нема од каде да се наплати. Ама во континуитет праќаме присилни наплати. Благодарам. Беловски? Благодарам. Во контекст на оно што го зборуваше колешката Елизабета Силова, јас со мене земав само едно ливче од целиот тој извештај што го имаме добиено, каде што вика вака: табела број 4, планирани 2025 година приходи и реализирани 2025 година, и третата колона вика процент на остварување. Планирани 195.973.981 денар, реализирани 260.981
260 милиони, 748.647 денари. Процентно остварување 112%. Бројките кажуваат дека не е тој процент 112, туку е многу поголем, 130 и некој процент. Значи, она што го зборува колешката Силова е точно тоа. Значи, овие неточни податоци само да ги исправите во графите и да ги внесете точните. Јас земав, вакви табели, доле има домашно задолжување без податоци, процентно остварување 100%, кредити, депозити 0,00%. Значи, некои работи направете ги онака како што треба да стојат во хартијата, за да може да го одржиме она што е навистина реализирано. Благодарам. Процедурално Силова. Благодарам, председателке. Сега се обраќам директно до вас. Дали ќе дадете пауза да се провери се она што претходно беше кажано и материјалите што ви се дадени на увид за сите табели дека што има неточни податоци. И овдека, само во табелата што рече колегата Меловски, капитални приходи реализирано 27.459.443, планирано 28.267.637, индекс 247. Мислам тоа, уште кога ќе го погледнеш, помало со поголемо кога ќе споредиш, не може да биде 200. Значи, тие сите недостатоци на комисиите во средата ги кажам. Значи, не може представникот на општинската администрација да каже дека зборуваме на памет, дека ги праќат до Министерството, па не знам таму дали се замарат исто како нас да внимават на некој податок, затоа што на прв поглед паѓа во очи. Пак ќе повторам, ќе дадете ли пауза да се проверат? Ако не дадете пауза, веднаш ви кажувам дека не се заканувам. Не се заканувам, едноставно се обраќам на јавноста, значи советничката група на СДСМ нема да биде соучесник во неточни податоци. Така, само уште ова. Колега Димитров, без упаѓање. На 5-та седница донесовте одлука за одвојување на 5 милиона денара за експроприација по програма каде што во буџетот имаше 0 денари. Абсурд. Абсурд. Благодарам. Градоначалникот зема збор. Накратко ќе се вклучам во дискусијата. Советнички Силова, вас ви е втор мандат. Квартален извештај, завршна сметка, носење буџет. Како што вие се обидувате да кажете неточни податоци, доколку е така, нема да биде читано од страна Министерство за финанси. Затоа, секогаш кога имаме вакви точки, процедурата е прво од Министерство за финанси. Да има некаде забелешки, тоа се констатира и тоа се исправат. Ова што го зборувате, значи, доколку е точно, нема да биде читана. И не е ова ни прва, ни последна седница. Пошто проследувајќи прашањето беше упатено кон мене, ќе ве замолам, дозволете ми да ви одговорам на прашањето. Не гледам причина да биде свикана пауза. Стоиме зад процедурите и верувам во процедурите кои се пропишани за завршување на ваквите постапки. Представничката на општинската администрација е стручна да ги образложи нејзините ставови. Дополнителни објаснувања и прашања, како што потврди и самата, се на располагање да ви дадат секогаш кога е потребно, а и самите извештаи со кои ја завршуваме и ние седницата и претходно и отпосле
се на контрола на Министерството за финансии. Во моментот не задавам пауза, можеме да продолжиме по дискусија од точката на дневен ред. Вегов па Димитров. По добрата реализација, ова е планирано сценарио на СДСМ, поради тоа што во 2021 година нема никаква реализација. Значи, еве споредба ќе направам, во 2021 година со нивното владење имале реализација на приходи на буџет 265 милиони, а сега е 465 милиони реализација. Двојно поголеми собрани приходи во општина Гевгелија, во буџетот на општина Гевгелија. Значи, ова им беше планирано сценарио, не беа спремни да го гласат овој извештај, заради тоа што реализацијата е над 95% на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година. Како што каже градоначалникот, има само 4 општини во цела држава кои имаат над 92% реализација на планираните буџети. Значи, општина Гевгелија, општина Илинден, општина Градско, општина Желино. Ако земеме во предвид дека овие општини се помали од општина Гевгелија, што ја прави реализацијата на буџетот уште позначајна и покомплексна и покомплексен успех за да се реализира овој буџет. Во споредба, како што реков, во 2021 210 милиони денари реализација, во 2021, сега во 2025, значи кога СДС на власт, во 2021 210 милиони, во 2025 имаме 453 милиони реализација на буџет. Двојно поголем буџет. Како резултат на високата реализација на буџетот, остварена и значајна реализација на капиталните проекти, што директно придонесува за подобрување на инфраструктурата и квалитетот на живот на граѓаните. Овие бројки ги позиционира Гевгелија како еден од финансиските најуспешни општини во државата. Ова завршна сметка веќе ја доби поддршката од граѓаните на последните локални избори. Во моментот на гласање на овој буџет, во моментот на гласање, кога граѓаните ја гласаа на локалните избори, 3/4 од буџетот беше веќе реализиран, што представува силен показател за финансиската дисциплина и ефикасност. Благодарам. Благодарам. Димитров. Благодарам, председателке, почитувам градоначалник, почитувани колеги советници. Се фатисме за процентите, а не ја гледавме суштината, или не сакаа да ја гледат суштината. Јас нема да зборувам за пари, ќе зборувам повеќе за метри квадратни, за метри, за километри, за проекти. Тоа очигледно колегите од СДСМ не сакаа да го слушнат, па се фатија за 113, за 130%, за 130%, убаво се вели 95% реализација. Сега јас ќе зборувам од другата страна на овие три точки кои што ги имаме сега поврзани со годишниот буџет. Значи имаме во 2025 година имаме реализација на 35.000 метри квадратни патна инфраструктура во нашата општина. Не знам во која друга година имало реализација на толку метри квадратни патна инфраструктура. Потоа имаме рехабилитација на улици и патишта во скупна површина од 15.300 метри квадратни. Бетонирани се помали улици со скупна должина од 16.200 метри квадратни. Поставени се урбана опрема и урбани елементи на 3.200 метри квадратни. Поставена е фекална канализација во должина од 3.200 метри квадратни, атмосферска канализација 3.700 метри. Многу улици добија нов изглед, многу домаќинства добија чисти улици без скал, без прескупнување по вирчиња и така да Гевгелија се разубавува и се модернизира.
Предпоставам колегите тоа не сакаат да го слушнат од СДСМ и ова им беше договорено сценарио за тоа што фактите, пред фактите и боговите молчат, па и они замолчаа. Благодарам. Благодарам. Петров? Реплика поведа. Благодарам на колегите за овие прекрасни излагања. Само јас едно ќе кажам дека кредитите за локалните избори од владата завршија веќе, колега, и се надевам дека ќе се потсетите пак на овој ваш говор веќе на крајот на годината или пак следната година. Што беше помина. Од кој буџет, од кој пари тоа е направено, сите знаеме. Нашиот буџет од 5-6 милиони евро основен буџет и 1,5 милиони таму за капитални проекти, нема да ги направи тие работи веќе до година. А за дупките што кажавте, еве улицата кај што јас живеам, Ангел Трајков, и вие таму живеете малце понапред, е сечена бетоното од јавно предпријатие комунали за приклучок на канализација, веќе трета година, четврта година со земја пополнуваме дупки за да може да поминеме. Благодарам. Благодарам. Контра реплика Димитров. Месеците пари од владата, само 42 милиони се од владата, останете 120 милиони за инвестиција на општина Гевгели. Уште повеќе од 20 проекти се во изработка и оваа година ќе бидат реализирани и ќе ги обезбедиме пари. И на следната година, на следната завршна сметка, пак ќе се пофалам со повеќе метри квадратни улици и патишки изгради. Сигурен? Доколку никој друг не се јавува за збор, се извинам, повелете, Лечевски. Почитувани колеги советници, почитувана председателке, почитуван градоначалник, почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Гевгелија. Јас имам сосема мал коментар во врска со завршната сметка за буџетот на општина Гевгелија за 2025 година и извлекувам неколку заклучоци. Ако ја разгледаме приходната страна, таа е добро реализирана со процент некаде 133%. И ово укажува дека подобра била наплатата од очекувањата што биле на општинската администрација и на градоначалникот. Зголемена е фискалната дисциплина и тоа е себеле. Меѓутоа се наметнува прашање зошто, например, во ребалансот на буџетот не настанало согласување на приходната и расходната страна, ако веќе трендот на зголемени приходи бил виден. Значи, добро е тоа во иднина да се планира или евентуално со ребалансите на буџетите, кога имаме видлив тренд на наплата на приходи, да тоа го вметнеме за да не имаме оваква ситуација. Во делот на неданочните приходи планирани 26.089.385 денари, а реализирани 16.527.168. Реализацијата цирка некаде околу 63%. Планирањето може би малку било преценето, или имаме доста нереализирани такси, надоместоци и услуги, а како што спомна и представничката од администрацијата, дека имаме доста ненаплатени долгови и тоа е за мене, например, непоимливо е она сума колку што ми остана во сеќавање од 4 милиони денари за користење на јавни површини и 13 милиони денари за надомест на градежно земјиште. Ајде, надомест на градежно земјиште има простор да се плаќа, меѓутоа сметам дека користењето на јавните површини ненаплатени пари од 4 милиони денари, а субјектите, правните субјекти ги користат тие површини континуирано, па мислам дека тука би можеле да се санкционираат и навремено или да им се одземе правото на користење на тие јавни површини, ако редовно не ги се ги плаќаат надоместоците спрема општината.
Капиталните расходи се добро реализирани, некаде околу 97%, и тоа е за пофалба. Во делот на трансфери имаме сериозно отстапување од 236 милиони, нема да ги читам останатите бројки, а реализирани 164 милиони, или тоа е некаде 70%, па дали овие средства били условени, дали планирањето било нереално, значи или станува збор за нереализирани проекти. Исто така и во делот на донациите имаме послаба реализација, тоа е некаде, според мојата математика, околу 36%, значи реализирани се некаде околу 16 милиони денари од вкупно планирање. И затоа би предложил во иднина буџетските планирања да бидат пореални, поготово во делот на трансферите и донациите. Иначе блок дотациите, тие знаеме, се трансферираат од централната власт, ги реализираме скоро 100% и делот на приходната страна исто така перфектно реализирана е за пофалба, меѓутоа делот на неданочни приходи и планирањата на донациите во иднина сметам дека треба да би било пореално, и со наплатата мислам дека тука треба да имаме, односно градоначалникот и администрацијата да имаат проактивна улога, не смее да се дозволи толкава сума на пари да останат ненаплатени. Тоа е сериозна сума на пари. Благодарам. Благодарам. Госпожа Николова. Почитуван градоначалник, почитувана председателка, колеги, општинска администрација, гергелиска јавност и медиуми. Градоначалникот Андон Сарамандов е градоначалник од 21 година, значи ова му е сега втор мандат. Од првиот мандат во Советот сме четворица колеги, јас, колегата Ѓорѓе Петков, Елизабета Сеова, а во последната година ни се приклучи и Никола, советникот од Левица. Ние знаеме за колку проекти гласат. Во тој период немаше никаков кредит, со тој кредит само ни го триете носот, а иначе 80 општини во Република Македонија земаа таков кредит. А само 3 општини, меѓу кои е Гергелија, начело, оствари преку 95% од тие проекти што беа овозможени со тој кредит. За првите 3 години, додека немаше никаков кредит, се работеше низ Гергелија, се копаше, се инфраструктурата се сменуваше, нема што не се чепна, што не се направи. Зошто некој не сака, ама тоа е тешко. Тешко е да признае некој дека некој е успешен. А на секој на душата ќе му биде многу полесно да каже браво си. Ама на тие што немат таква душа, не можат да признаат. Значи ни преостануват уште цел мандат, па да видиме што ќе биде и со овој мандат. Верувам дека ќе гласаме за многу проекти кои што ќе бидат реализирани. Благодарам. Доколку никој друг не се јавува за збор, ја ставам 4 точки на гласање. Започнуваме со точка број 1, предлог заклучок за усвојување на извештајот за работењето на општина Гергелија во 2025 година. Молам кој е за, нека крене рака. Против? Воздржани? Констатирам дека точка 1 е усвоена со 12 гласа за и 1 не глас. Продолжуваме кон гласање на точка број 2. Предлог заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Гергелија за 2025 година за периодот од 1.1.2025 до 31.12.2025 кумулативно. Молам кој е за, нека крене рака. Против? Воздржани? Констатирам дека точка 2, предлог заклучокот, е усвоена со 12 гласа за и 1 не гласа.
Преминуваме кон гласање на точка 3. Предлог завршна сметка на буџетот на општина Гевделија за 2025 година. Молам, кој е за, нека крене рака. Против? Воздржани? Констатирам дека точка 3, предлог завршната сметка, е усвоена со 12 гласа за и 1 неглас. Одиме на гласање кон точка 4. Предлог одлука за отпис на инвентар, опрема и информатичка опрема во собственост на општина Гевделија. Кој е за, молам нека крене рака. Против? Воздржани? Констатирам дека точка 4, предлог одлуката за отпис, е усвоена со 12 гласа за и 1 неглас. Пред да продолжиме кон останатите точки од дневниот ред, свикувам кратка пауза од 10 до 15 минути. Благодарам.